Почитувани слушатели, ви посакувам Божји благослов. Многу луѓе во овој свет имаат различно мислење за Исус Христос. Некои го сметаат дека е обичен човек како и другите, но со подобра и возвишена харизма во себе. Други го сметаат дека тој е еден од рабините или учителите на еврејскиот народ, кој имал порадикални размислувања и кој се издвојувал во сваќањата од традиционалните рабини учители. Некои трети пак Исус го сметаат како и сите други пророци. Има секакви други размислувања за Исус, но без разлика на сите такви размислувања, Исус представува за нас Божје откровение, преку кој Бог му проговори на човештвото и преку кој направи дело на спасение кое важи за сите народи. Библијата го прогласува Исус за Бог кој е еднаков со оној Бог пред да се вотелотвори. Тој е Господ Јахве, кој го читаме и гледаме и во Стариот и во Новиот Завет. Ќе се осврнам на точни прецизни стихови од Стариот и Новиот Завет, кои се однесуваат за Исус, и ќе направам паралела, за да знаеме точно кој е Исус кога зборуваме за Него како Спасител и Откупител. Старозаветните стихови за Господ Бог Јахве, кои упатуваат на Исус Христос во Новиот Завет. Стар Завет. Камен на сопнување. Господ над воинствата, единствено тој нека ви биде свет. Бојте се единствено од Него. Нека ве проникне стравот од Него. Тој ќе ви биде стапици камен на сопнување и стена на соблазнување за двете Израелеви куќи. Мнозина од нив ќе се сопнат, ќе паднат, ќе се разбијат и ќе се заплеткаат и ќе бидат фатени. Пророк Исаија, 8 глава, 13 до 15 стих. Нов Завет. Зашто пишува во писмото: Еве поставувам во Сион аголен камен, одбран и скапоцен, и кој верува во него нема да се посрами. Така за вас, кои верувате, тој е скапоцен, а за оние кои не веруваат, каменот кој го отфрлиат зидарите, на кој стана аголен камен, камен за сопнување и стена на соблазнување, на која се сопнуваат оние кои се непокорни на Божјиот збор, за што си определени. Прво писмо од Петар, 2 глава, 6 до 8 стих. Стар Завет, Создател и Творец. Вака зборува Господ, Твојот Искупител и Твојот Творец во утробата. Јас сум Господ кој сум создал се, кој ги обтегна сам небесата и ја зацврсти в земјата без ничија помош. Пророк Исаија, 44 глава, 24 стих. Нов Завет. Зашто во Него, се мисли во Христос, е создадено се што е во небесата и на земјата, видливо и невидливо, било престоли или господства, или началства, или власти, се е создадено преку Него и за Него. Колосјаните, 1 глава, 16 стих. Стар Завет. Единствен Спасител. Јас сум Господ, нема Спасител освен мене. Пророк Исаија, 43 глава, 11 стих. Нов Завет. А благодата која се откри преку јавувањето на нашиот Спасител Исус Христос, која униште смртта и го осветли животот и безсмртноста преку Евангелието. Второ писмо до Тимотеј, 1 глава, 10 стих. А во Дела на апостолите, 4 глава, 12 стих, вели: Нема друго име дадено под небото преку кое можеме да се спасиме. Тоа е името Исус. Стар Завет, Цар над царевите. Зашто величествен е Господ, нашиот Бог, велик цар над сите богови. Псалм 95, 3 стих. Нов Завет.
да ја пазиш заповедта чиста и непорочна до јавувањето на нашиот Господ Исус Христос, кој во свое време ќе го открие блажениот и единствениот владетел, цар над царевите и господар над господарите, кој единствено има бесмртност, живеејќи во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. Нему чест и вечна сила. Амин. Прво писмо до Тимотеј, 6 глава, 14 до 16 стих. Стар Завет, Алфа и Омега. Вака зборува Израелевиот цар и неговиот искупител, Господ над воинствата. Јас сум првиот и јас сум последниот. Нема Бог освен мене. Пророк Исаија, 44 глава, 6 стих. Нов Завет. Еве, доаѓа со облаците и ќе го види секое око, и оние кои го прободоа, и сите земни племења ќе заридаат за него. Да, амин. Јас сум Алфа и Омега, почетокот и крајот, вели Господ Бог, кој е, и кој беше, и кој иде, семокниот. Откровение, 1 глава, 7 и 8 стих. Стар Завет, добриот пастир. Ете Господ Бог доаѓа со сила, владее со својата мишка. Евеа со него и неговата плата, а пред него неговата награда. Како пастир го пасе своето стадо, во рацете ги зема јагнињата, ги носи во својата преградка и внимателно ги негова доилките. Пророк Исаија, 40 глава, 10 и 11 стих. Нов Завет. Јас сум добриот пастир. Добриот пастир го дава својот живот за своите овци. Евангелие според Јован, 10 глава, 11 стих. Стар Завет. Секое колено ќе му се поклони. Се колнам сам во себе, вели Господ, од мојата уста излегува вистина, нема да се врати напразно, дека пред мене ќе се поклони секое колено, со мене ќе се заколнува секој јазик, говорејќи, единствено во Господ се победата и силата. Кон него ќе дојдат засрамени сите кои беснеа против него. Пророк Исаија, 45 глава, 23 и 24 стих. Нов Завет. Затоа и Бог го превозвиши и му подари име, се мисли на Исус Христос, што е над секое име. И во Исусовото име да се поклони секое колено на оние кои се на небото и на земјата и под земјата, и секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ за слава на Бог Таткото. Филипјаните, 2 глава, 9, 10, 11 стих. Стар Завет. Судија. И ќе се случи во оној ден, Господ ќе ја казни во висината небесната војска, а на земјата сите земни цареви. Ќе бидат собрани и затворени во јама, затворени во темници и казнети по многу денови. Пророк Исаија, 24 глава, 20 и 21 стих. Нов Завет. Туку вие пристапивте до Сионската гора и до градот на живиот Бог, небесниот Ерусалим, до 10.000 ангели, до свечениот собор и заедницата на првородените, кои се запишани на небесата, и до Бог, судијата на сите, и до духовите на усовршените праведници, до Исус, праведникот на Новиот Завет. Евреите, 12 глава, 22 и 24 стих. Потоа во Колосјаните, и тоа е пред се мисли на Исус, и се во него има свое сплотување. И во Евангелието според Јован, 5 глава, 22 стих, Таткото не суди никого, туку целиот суд му го даде на Синот. Стар Завет. Владетел. Зашто царството е Господово, тој е владетел над народите. Псалм 22, 28 стих. Нов Завет. Кога човечкиот син ќе дојде во својата слава и сите ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на својата слава.
Евангелие според Матеј, 25 глава, 31 стих. Неговото царство, тоа е неговата слава. А потоа во Тимотеј, прво Тимотеево писмо, 6 глава, 15 стих вели: кој во свое време ќе го открие блажениот и единствениот владетел, цар над царевите и господар над господарите. А потоа во Откровение, 1 глава, 5 стих вели: и од Исус Христос, кој е верен сведок, првороден од мртвите, владетел на земните цареви, нему, кој не љуби и кој не изми од нашите греови во својата крв. Нему нека му е слава, што Исус Христос е Бог, вечниот Бог кој стана човек заради мене и заради целото човештво, за да го земе гревот на секој човек со вера во Него. Амин.